низ денешното обраќање ќе зборувам низ перспективата на младински активист и младински работник, кој што неколку години работи со млади луѓе. И особено во оваа денешна конференција ми е особено битен оној дел за медиумската писменост во ерата на наплив на информации. И токму во една ваква ера на наплив на информации ние ги наоѓаме новите медиуми како средство каде што ние можеме да стигнеме до нашите потенцијални волонтери и активисти. Но ситуацијата е таква да новите медиуми се толку домакинати кај младите луѓе да тие по дефолт представуваат нивна комфортна зона денеска. А знаеме дека активизмот сам по себе значи излегување од комфортната зона и задржување на некој автономен контекст на делување. И во текот на неколку годишната работа најголемата дилема ми беше како активистите да ги извлечеме од нивната комфортна зона, во случајов друштвените мрежи, и да ги пренасочиме кон имплементирање на акции и интервенции во општеството кои што ќе бидат од бенефит за сите нас. И токму и во таа насока оди моето денешно обраќање низ три перспективи. Прво, како ние граѓанските организации ги употребуваме медиумите, како активистите ги употребуваат и како неформалните групи и движења ги употребуваа во Македонија во локален контекст, нели? Една работа која што е особено важна во целата оваа приказна е дека до младите луѓе доаѓаат мноштво на информации секојдневно и тие самите селектираат што ќе перцепираат од тие информации. И најчесто кога ние како младински работници се одлучуваме да комуницираме со нив, треба да го направиме тоа со пораки кои што се многу кратки, многу јасни и да се така визуализирани и да го задржат нивното внимание. Јас сега би споделил тука едно лично искуство во организацијата во која што моментално работам, се соочуваме можеби со еден од најголемите комуникацијски предизвици во последниве години. Имено станува збор за една група на волонтери која што има многу широка возрастна граница од 15 до 80 години. И последниот пат кога се видовме дека тие имаат многу различни стилови на живење и преферираат различни комуникацијски платформи. И она што младите го наведоа е дека тие не сакаат да комуницираат преку мејл, и можеби на средношколците тука им е позната, тие наведоа апликацијата Snapchat како потенцијална апликација за користење, значи сакаат да снимаат 3 до 10 секундни видеа и така да си се информираат за волонтерските активности во нивните земји. И токму тоа е сега предизвикот како да ја најдеме онаа средина меѓу тие две генерации со кои што работиме. Враќајќи се малку локално, контекстуално во Македонија, во минатите 2 години видовме многу успешни примери како активистите и активистките од студентскиот и средношколскиот пленум комуницираа со јавноста, токму користејќи ги новите медиуми. И треба да се напомене дека е исклучително тешко да се функционира во држава на заробени медиуми која што го направи невозможно појавувањето на нивните барања. Значи, активистите се појавуваат токму на голем дел од провладините медиуми само кога беа оцрнувани, етикетирани, заокружувани. Тоа беше многу тешко тие да ги дистрибуираат своите вистински барања во овие медиуми. И во една таква атмосфера токму новите медиуми мислам дека многу помогна, барањата да бидат јасно наведени и да се регрутираат луѓе на сите активности кои што се организираа. Така што може да ги гледаме новите медиуми од аспект на алтернатива во земји како Македонија, каде што активистите не може да ги користат другите платформи за комуникација. Исто така би сакал да се навратам на она што денеска сите го спомнавме, важноста на врската помеѓу образованието, медиумите и активизмот. Значи, образовниот систем во Македонија, таков каков што е моментално, создава млади луѓе кои што не само што не се подготвени, туку не се доволно мотивирани да бидат критички обсерватори, коректив на информациите кои што стигнуваат до нив. Значи, медиумската писменост не е застапена толку колку што треба во формалниот образовен систем и тоа резултира со млади луѓе кои што ги прифаќаат медиумските информации како апсолутни вистини. Секако тука постојат исклучоци, но повторно би кажал дека исклучоците доаѓаат од граѓанскиот сектор и од неформалното образование. И ова и до некаде можам да кажам и проблем, бидејќи во текот на повеќе годишната работа ние свативме дека во граѓанскиот сектор доаѓаат луѓе кои што
претежно ги делат истите проблеми, тие ги имаат истите светогледи за проблемите во нашето општество и тоа се една група на истомисленици, но нас ни е тешко да дојдеме до луѓето кои што инаку не би дошле на настани организирани во неформалното образование. Токму тука новите медиуми може да ни помогнат на некој начин да дојдеме до нив, но исто така сметам дека е исклучително битно да го разобличиме овој моментален образовен систем во кој што на луѓето од граѓанскиот сектор се гледа со голема доза на сомнеш и со резерва, па така младите луѓе се одвраќани во различни форми на вклучување. Доколку имате дополнително прашање, ќе се вклучиме и во дискусијата. Ви благодарам.